За 4 години 9 општини од истокот драстично им ги скратиле парите на невладините организации. Најрадикален пат во одвоените средства има општина Чешиново Облешево, каде од 820.000 денари во 2013-та сега се издвоени само 19.000. 39,9 е процентот за кој се намалени средствата наменети за невладините организации од општина Штип. Според податоците на невладината ИНИ, општина Штип во 2013-та издвоила 26,7 милиони денари за граѓанскиот сектор, додека во 2016-та сумата за таа намена изнесувала 16,2 милиони денари. За следната година оваа бројка се очекува да оди уште понадолу. Ние немаме информација колку ќе бидат издвоени, она како најава што го даде сега представникот од секторот за финансии, дека од 800.000 денари до 1 милион денари. Граѓанските организации преку своето делување индиректно вршат влијание кон подобрување на работата на општината со тоа што многу често вршат наблюдување на перформансите на општината, но исто така директно имат влијание и врз подобрување на условите за живот на граѓаните. Дека средствата се ограничени е мислење на градоначалникот Бочварски, кој повика на зголемување на ефикасноста во реализацијата. Можеби средствата се ограничени, тоа е факт, но многу е важно како ќе се искористат тие средства наредната година, дали ќе се искористат за правилните проекти и за вистинските проекти кои што се најпотребни за граѓаните на општина Штип и дали воопшто ќе се искористат тие пари. Многу често се случува да се одвојат средства во буџетот, меѓутоа при првиот ребаланс да се повлечат затоа што немаме никаква реализација. За невладините помалите средства значат дека треба воведување на нова методологија во пристапот до средствата. Да се направи методологија при што невладините организации ќе имаат еднаков третман и пристап до средствата кои што се наменети за невладини организации. Ние всушност и започнуваме таква програма, се надеваме дека до крајот на овој месец ќе имаме и првата средба каде што заедно граѓанските организации, членовите на општинскиот совет и од општинската администрација заедно ги разговараме кои би биле тие правила. Невладиниот сектор се смета за коректор на секоја власт, па од тука кратењето на средствата за нивно делување од страна не изгледа добро. Тие може да бидат првиот тест за новите локални власти околу тоа колку навистина се залагаат за отвореност и транспарентност и колку се подготвени на второ мислење.